Почитувани, добар ден. Пред нас е нова работна недела, а го следите понеделничкото издание на Црвена линија, за што ќе говориме денес токму со вас. Во средата на 5 јуни, лидерот на ВМРО ДПМНЕ и мандатар за формирање влада Христијан Мицковски предложи измени со кои се воведуваат нови и се прави реорганизација на дел од постоечките министерства. Измените се однесуваат на Законот за организација и работа на органите на државна управа, за што е потребно двотретинско мнозинство. Новото парламентарно мнозинство на ВМРО ДПМНЕ влен и знам со поддршка од пратеници од Европскиот фронт, предводен од ДУИ, собраа 88 гласа за, а 22 против. Измените беа изгласани по полнок, околу 2 часот и 30 минути, на 8 јуни. Предлагачот измените ги најави како реформски, дека ќе го спречат паралелизмот на надлежностите, ќе обезбеди функционалност и одговорност, рационализација и ефикасност, а стратешките приоритети ќе дојдат во прв план, со формирање соодветни министерства и ќе се подигне нивото на општествената грижа за физичкото и менталното здравје на нацијата. Наместо досегашните 20, сега ќе имаме 24 министри. Дали измените на законот се само параван за нови министерски места? Анкетата можете да одговорите ако не следите на Инстаграм, што значи ако не следите, заследите не веднаш. И одговорете на следното прашање кое што ве очекува на Инстаграм стори. Односно, дали влада од 24 министри е под А малку, под Б таман или под В многу? Дали е малку, таман или многу, ќе кликнете на вашиот одговор, ќе пресметаме, се разбира, какви резултати ќе сумираме, се разбира во проценти и ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. Меѓу другото, особено ми е драго што веќе во голем дел од вас пред самиот старт на Црвена линија во живо има огромен број на коментари, се разбира споделувања, така да доколку не се вклучите во живо во Црвена линија, просторот на кој што можете да го искажете вашето мислење и секако да дадете одговори на денешните прашања е токму на социјалните платформи како Facebook, профилот секако на Црвена линија, до и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите. И да не должам јас многу, се разбира, со нетрпение очекуваме да почнеме со дискусијата со вас на 02-307-0005. Ова особено до оние кои што за прв пат ќе се вклучат во Црвена линија, имајте во предвид веднаш по вклучувањето да останете само на слушалка, да го намалите целосно тонот на телевизорот и секако да не се користи интерфонот, спикерфонот, туку јас и вие, односно јавноста да може да ве слушне како говорите само преку слушалка. Ако имаме гледач, можеме и веднаш да почнеме. Но јас мислам најдобро да почнеме со прилогот на Петар Долов, за да се подготвиме, а потоа се разбира веднаш ве вклучуваме вас. 88 за, 22 против и нема воздржани. Нешто пред 3 часот наутро, народните избраници со аплауз го поздравија изгласувањето на првиот закон од страна на новиот парламентарен состав. 88 пратеника високо над прагот за двотретинско мнозинство дадоа амин за реорганизација на министерствата и нов лик на државната управа. Маратонскиот ден во собранието беше исполнет со низ за обвинување и кавги од собраниската говорница. 22 пратеници гласаа против измените на Законот за организација и работа на државната управа. Полумерки со кои се навредува интелигенцијата на граѓаните, но и на стручната јавност. Ова е само еден од описите доделени од опозицијата. За дел од пратениците, ова е шверцарско донесување на закон по скратена постапка, поради што пратениците повеќе од 12 часа беа во собранието. За мнозинството пак реформите се клуч за поефикасно функционирање на државните институции. Сметам дека главното прашање е зошто овој закон се носи по скратена постапка. Се отварат многу сериозни прашања, анализа на министерства, нешто што ќе означи како ќе функционира владата во иднина. Не знам како новото владино мнозинство мислеше дека мракот на ноќта ќе ги скрие нивните злокобни намери и нивните намери да прошверцуваат закон кој што председателе мислам дека треба да воспоставите ред во салата.
Двотретинското мнозинство на ВМРО-ДПМН вреди и знам се комплетира и со пратеници од Европскиот фронт предводен од ДУИ, чии гласови се покажаа како клучни за реорганизација на ресорите. ВМРО-ДПМН доцна вечерта соопшти дека дел од пратениците од нивната пратеничка група се сретнале со делегација од Демократската унија за интеграција. Представниците на Европскиот фронт изразиле поддршка за измените на законот и информирале дека ќе гласаат за усвојување на истиот. Поради ова ДУИ доби пофалба од политичките противници од коалицијата вреди, дека се конструктивна опозиција. Според СДСМ, почетокот на новото мнозинство не би можел да биде попоразителен. После денешната коалиција се поставува прашањето: кој во чиј скут седи? Па и подлиците се погласни од вас што бевте вечерва. За ова не сме пишман и нема да... Ако го гледаме предлог на законот, кој што е предложен, овдека се ги имаме надлежностите од еден орган во друг орган и ова ќе биде во духот на Охридскиот договор. На сето ова му претходеа комисиите за политички системи и односи меѓу заедниците и законодавно-правната комисија, каде представниците на ВМРО-ДПМН и СДСМ ги судрија аргументите за и против измените на законот. Тоа што сте освоиле секоја чест 58 пратенички мандати не ви дава за право да демонстрирате само волје во собранието и да правите што сакате. Министрите од Социјалдемократскиот сојуз, кои што 80% се пратеници во овој момент, очигледно дека сакаат да останат уште ден, два, три повеќе министри да ги користат удобствата, па не дај Боже за државата да потпишат и уште некој тендер кој што ќе се случува деновиве додека се смени оваа влада. Со измена на законот наместо 16 се воведуваат 20 министерства или 4 нови во државната управа. Најмалку 3 министерства ќе бидат прегрупирани. За дел од опозицијата ова се прави само за да се отвори пат за инсталирање на повеќе функционери во државниот апарат и вработување на партиски кадри. За мнозинството, реорганизацијата на владините ресори се прави за поефикасно функционирање и за потребите на граѓаните. А сега е време да ве слушаме вас, граѓаните. Секако на 023070005 сакаме да слушнеме од вас дали измените на законот се само параван за нови министерски места и секако еве дали влада од 24 министри е малку според вас, таман или многу. Како да почнуваме со првиот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас од Црвена линија. Поздрав до целата екипа на Телма. Големо благодарам. Повелете. Ќе се послушам со српската поговорка: тресла се гора, родил се миш. Наместо Мицкоски да ги намали министерствата, тоа уште 4 изголеми. Што значи држава е во топ форма. Економијата ни цвета. Нека погледа малку Мицкоски, тој електроинженер е, професор. Нека погледа малку во Франција, во Словенија, во Хрватска, во дел од Европската унија државите, ќе види со колку министерства располага. Мора да се задоволат апетитите на коалиционите партнери. Затоа тој го прави. Дали ви се чини дека овие измени ќе бидат реформски, како што се најавија? Абе, какви реформски? Тоа уште буџетот не е потрошен, тој милиарда планираат како Тупурковски што е зеде од Тајван милиардата. Ништо не бива. Ќе држи едно година и пол, две и ќе кракира. Бидите поздравени, имајте убав ден. Најубав ден ви посакуваме и вам, но секако во денот бидете и останете со нас за да слушнете што ќе одговорат останатите гледачи веднаш по вашето вклучување. Добар ден. Добар ден. Јас секако предност ќе дадам на гледачите кои што ќе се вклучат во живо, но секако во ова издание ќе прочитаме и дел од коментарите кои што навистина се во огромен број. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија. Не е во прашање колку министри, ќе има владата. Во прашање каков квалитет на луѓе ќе дојдат. Треба да дојдат луѓе кои се докажани, луѓе експерти,
луѓе на кои не им е стало дека платата ќе им се покачи за толку и толку. Луѓе на кои им е стало со златни имиња да им биде запишано дека во таа влада тие ја дигнале Македонија. Ние, да ви кажам, ќе бидам искрен, сега за сега немаме квалитетни луѓе кои може да го понесат сето тоа. Не е важно сега, ќе се формира влада, но јас сум присталица во вакви, не сум партиски определен, јас сум пензионер човек и се викам Владимир Станковски. Драго не ми ми е е, стало, ќе кажам, дека треба да се формира експертска влада на кои не им е стало по зголемување на платите, на кои им е стало само да ја дигнат Македонија. Дали имаме квалитетни кадри, мислам се уште. Ке напоменам, внимавајте само на тајмерот 90 секунди, но еве како господинот Владимир, прво ќе му се заблагодариме за неговото учество во ова издание на Црвена линија, но и ќе го охрабриме доколку сака да се надополни, да искаже. Сега ако можете повторно да го завртите телефонскиот број за нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Би ве замолила малку погласно, подобро да ве слушам. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Па вака. Очигледно е дека ова беше само за да се добие власта, за ништо повеќе. Еве зошто. Како прво Дуи му е против Дуи, ВМРО беше против Дуи и то како не зборуваше со него. А на крајот сепак Дуи му удоволни на ВМРО за да се изгласа законот. Значи тоа е едно. Значи остана на Дуи и да му купи на Мицко кече и ништо повеќе. Добро би му седело. Јас мислам дека ова е глупост, ова влада не е она што би требало да биде. Од реформска нема ама баш ни Р, така да ќе биде како што беше претходната, ништо повеќе. Ќе се земи власта и со неа ќе се крави, ќе се прави што ќе се прави. Во секој случај држава нема да се прави. Тоа е од мене. На владата ќе му поможи и председател, еве дека овој закон ќе биде и ратификуван и од председателката, ќе биде поминат и од неа, ќе биде подпишан. Така да, значи се е во ред. Коцките се наредени само напред. Благодарам многу за вашите одговори. Сега полека ќе ве принесам и онаму каде што постојано потенцираме, се разбира, доколку не успеете да се вклучите нели во Црвена линија, а сакате да дадете одговор на денешните прашања, за тоа служат нели токму нашите профили на Facebook Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. На профилот на Телма телевизија објавата за нашата денешна тема изгледа вака. Прашањето како и за гледачите кои што ќе се вклучате, дали во владата се доволни 24 министри и еве дел од коментарите. Ордана Николова напишала: на секој министер предлагам по еден физкултурен работник. Па прво ќе вежбаат да не се дебелат многу, ќе ни шетаат згодни министри по светот. Второ, решаваме вработување на професори по физичко. Во заграда нели ќе има и реформи во образование, еве еден од тие реформи. Инаку, кога ќе кажат правиме реформи, луѓето мислат се кратат работни места. Знаете, луѓе, кога се планираат реформи, се вработува, радувајте се. Сите на државни јасли и онака нема каде. Па дали според вас измените на законот се само прван за нови министерски места или и вие надзирате реформи, бидејќи предлагачот измените и ги најави како реформски? Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Лека. Ова што се случува сега со владава, односно со предлозиве за министерски места, ова е некоја подадена рака убава од Дуи на према ВМРО,
ВМРО отиде со една парола да си ја вратиме државата. Еве гледаме како си ја враќа државата. Он беше најавено, нели, цело време по таа кампања, збореа дека државата била, не знам, затиска, не знам каква. Сега еве се потврди. Мене ми е мерак што е вака што се случува. Меѓутоа, мене друго ме езитира. Превидејќи се јавува како национална партија и се пази едно збори, а друго работи. Реформи. Кои реформи кога ти зголемува министерства и што ти ја знам таму? Еве во кај рекоа во САД имало 14 министерства, кај нас ќе бидат 20. Која држава сме ние? Само нека продолжат вака, мислам дека ништо не било добро. Па име, целта е дека соодветните министерства ќе овозможат да се подигне нивото на општествената грижа за физичко и ментално здравје на нацијата. Па за ова поголемо физичко здравје на нацијата, ами сите се бавтаат со политика, никој ништо не работи, гледа секој нешто да украде и физичко така не гледа ништо. Прво да се преиспитаат сите. Со лекарско уверение треба да имаат сите. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Постанете со нас. Добар ден. Ало, добар ден. Одлично ве слушаме, повелете. Па ја не знам, ова министерски места наместо да се намалат, зашто буџетот е во дупка, тие се зголемуваат. Ја не знам со кој памет се зголемуваат. Па кај нас шо е ова? Во секој село општина, па и општините треба да се намалат. Све буџетари во држава наша, а буџетот е во дупка. Ја стварно обичен граѓанин, ама не сваќаме од каде пари ќе се финансираат овие нови министерства. Тоа пари немаше за преходните министерства, сочени е Министерство за самоуправа, па Министерство за добро владење, па тоа не е добро владење, па Министерство за политички систем, и тоа сочени е. И сега на сето тоа ставаме нови министерски места. Со кој памет, кој ќе ги финансира? Па буџетот е во дупка, држава е презадолжена. И сите буџетари на готованџи да зема пари, особено функционериве. Па ВМРО дојде на власт, али општо си зачуте кога функционериве си покачија скоро 80%, значи и нив му одговара. И сега тие функционери си сакаат функции да си соберат, партиски луѓе да си запослат, се во министерствата, а немаме стопанство, немаме здравство, немаме економија, немаме земјоделие. Несватливо нешто. Па од буџетот треба да... Благодарам што со јавноста во Црвена линија ги споделивте вашите ставови односно темата за која што зборуваме денес. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Да, го поддржувам претходниот слушател и соговорник. Сум на негова страна дека ВМРО ДПМН ги прими Дуи кој до вчера фрлаше со дрва и со камење по Дуи, а сега ги зема во коалиција за да си зацврсти нивната позиција и нивниот украден капитал. Од каде Мицковски најде толку пари со една плата да купи електрани и тој за тоа ги прими овие од Дуи, а не за му е гајле за државата, него за неговиот капитал да се го цврсти. Благодарам. Ако е тоа се, благодарам ви велиме ние за вашите одговори. Сега кога останете со Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добро. Ало, добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Поздрав до студиото на... Големо благодарам, поздрав секако и до вас. Телма. Да, ве слушаме, повелете. Значи, сакам да изразам, значи ВМРО ДПМН ја доби власта од граѓаните, ама со темата ви е многу добра поставена и сакам да изразам жалост, место министерствата да ги намалат, тие ги зголемуваат. Значи, тука се мисли само за нивни лични интереси и зголемување на функциите. Партиски зголемување на функциите. Не знам дали се слушаат главните челници на партијата, меѓутоа се гледа дека за народот воопшто не мислат.
предлагачот измените ги најавува како реформски. Ви се чини ли дека ќе бидат реформи? Значи треба да навистина да се прави реформа, да се намалат министерствата. Ве слушаме, продолжете. Жалам, значи разочарување големо и нека си ги намалат платите, оти сепак народот е потонен во сиромаштија, во економска криза, иселување на младите со факултети, значи здравството, образованието, сите министерства се хаос. Треба од најголемиот ешалон до најдолните институции комплет да си Ке напоменам 90 секунди е време траењето. Големо благодарам и за вашето учество во Црвена линија и еве ве замолувам останатите од технички аспект веднаш намалете го тонот на телевизорот кога ќе ве превземат во режија, секако со цел да ве вклучиме во Црвена линија, за да не се одземаат секундите околу квалитетот на тоа колку добро се слушаме, за да немате чувство дека некој друг зборува наместо вас и така натаму. Добар ден! Јас ќе прочитам пак повторно, ќе се навратам на коментарите и ќе ве охрабрам да не заборавите, се разбира преку коментари и споделување да го дадете вашиот став и на социјалните медиуми. На профилот на Телма телевизија дел од коментарите се и овие. Вера Дринковска има напишано: сите од државни пари сакаат да живеат. Ферат напишал: јас мислам ако се организира е за толку 24 министри дека треба да прават за подобар живот, тогаш не е проблем што ќе има 24 министри, само важно е да има убав живот. Тогаш тоа да. А Аке Киов напишал: треба и владата да е со 120 министри и таман ќе цвета Македонија. Како и да е, владата уште не е направена, така да денес зборуваме за бројот на министерства и бројот на министри. Она што ве прашуваме, дали измените на законот се само параван за нови министерски места или ви се чини дека ќе донесат реформи, односно еве ќе ве потсетиме со постоењето на соодветните министерства ќе се подигне нивото на општествената грижа за физичкото и менталното здравје на граѓаните. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до студиото. Голем поздрав и до вас секако. Јас моето излагање ќе го започнам со една реченица: каков народ, таква и власт. И се префрлувам сега на темата. Никако нема да донесат подобрување, сето тоа е од небо се гледа за услужување на партиските војници. Впрочем, ние знаеме како ДПМН од 2004 владееше па се тој режим кој повторно ни се враќа, но за тоа не е заслужен ДПМН, е заслужен народот, кога го имаше пенкалото, најсилното оружје во рака, ги донесе на власт, но не се. Сакам да кажам дека партијата што беше против едно време зголемување на министерства, сега е најголем поддржувач на тоа и веќе го донесе законот, а председателката, за мене лично и не е моја председателка, го подпиша така законот, бидејќи знаеме кои се председатели од ДПМН и како му слугуваат на својот партиски шеф. И на крајот сакам да кажам, пред да ги поздравам сите гледачи на Телма, најтежок ќе биде дилот, гласањето и поддршката на ДУИ. Тука се крие нешто за кулисно, но за тоа потоа ќе видиме во следните ваши емисии. Ви посакувам убав ден и поздрав до сите на Телма. Секако ви се заблагодаруваме за вашето учество во Црвена линија. Ви посакуваме и вам убав ден, но секако останете со Црвена линија за да слушнете и останатите гледачи што допрва ќе одговорат на денешната тема. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав и до вас, ве слушаме, повелете. Се слушаме. Да, повелете, одлично е. Така. Видете, уште владава нема да се формира. Ние што се јавувавме, што е донесовне на власт таа партија, сега ќе почнеме кроз кој ден, брзо ќе биде то, да работиме за нови избори има. Нови избори да дојде Здам Максим Димитриевски и Левица. Ајде кажете ми, ви се чини ли дека еве овие промени, измени ќе бидат реформски? Ма какви промени, какви измени? 30 министерства нека направат ако сакат да ја изват од као државата. Страмотилуци, бруки,
Германија 12 министерства има со 80 милиони, ние, но што личи ова? Али им обеќа на тие трчачите, зборува и за нас дека не обеќале. Мене не треба да ми обеќа никој, ништо не ми треба. Сакам сите да имат. И комшијата, и тој потак, и тој повака. И зато се јавувам неправди, не трпам. Али ова, нека знаат дека за месец дена нови избори ќе почнеме да работиме за нови избори и многу брзо ќе се сруши ова власт. Но што личи ова? До вчера плука по нив, сега ќе ги спасуват, ќе ги качуваат на коњ. Тоа е политика, тоа е способност, тоа е знаење. Но што личи ова? Ке подсетам, внимавајте на тајмерот. Се префрламе повторно кај коментарите. Секако ве охрабрувам и таму интензивно да бидете вклучени во денешното издание на Црвена линија. Горан Цветко напишал премногу како одговор на нашето прашање. Зора Тринковска, дали ќе беа 90 пратеници. Јован Цветановски напишал: не секое прашање заслужува одговор. Кај ги најдовте 24 министерства? Владата ќе има 20 министерства, заради вакви заблуди и лаги СДС го допре дното. Јован Цветановски вели каде ги најдовме 24 министерства. Ние воопшто и не поставивме прашање во однос на министерства. Дали во владата се доволни 24 министри? Како да продолжуваме со вас, дали измените на законот се само параван за нови министерски места? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Митко Кранков од Струмица, поздрав. Ве слушаме. Значи, овој народ, добар ден, овој народ кој гласа за овие, што ги викам јас, не буге, нека видат сега што се дешава со ова држава. А на овие од ДЗС, моите, да видат за кој гласат. Ако некој гласа за тај вреди или овие, как се вика тој од Куманово, тоа е булка и срамота. Значи ова држава влезе во раците повторно на криминалците, повторно на апажлукот, повторно на све што нема да биде све само за народ, ќе биде само за нив. И да знаете, уште нешто, не да има нови избори. Овие мора да си отпуст хитно. Овие не се луѓе. Еве видите сега какви министерства, каква штета прават на државата. А тоа мора да го види само. Тоа е нивна грешка, не владеа добро, имаше таму некои многу лоши буге и още се таму. Тоа мора нашата партија, мојата мислам, да ги одмак да ги избрка од редовите на Социјалдемократски сојуз. Бидејќи овие луѓе не се луѓе, овие луѓе уште ги гледам во цело, во раководство и така натаму, и затоа ВМРО има сила, му дадаа сега ќе видите што ќе се деси. Мора да ги внесат албанците да не бидат народ, да бидат народ, да не биде веќе 20%. Мора да има уставна измена. И сега, кој излажен? Каква е ова брука? Ова брука не знае, че мојата партија да го разложи. Да каже дека тоа се лажа, дека тоа се невично, а Дуи ќе влезе, би самовал. Дуи мора да влезе. Бидејќи Митко сака да краде, да лаже, и така натаму, и така. Овие стари луѓе таму ще гледаме, па сите ги знаеме. Сите ги знаеме, тие ќе бидат министри. Само вреди само мојата со граѓанка од Струмица, таа ќе биде многу чиста, ќе работи за народот. Ели Панова е мој комшика и многу ја ценам. И она ќе направи све за овој народ. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Најубав ден, повелете, ве слушаме. Ви благодарам и ве поздравувам ти на сите и вас во телевизијата Телма и сите во Република Македонија. Повелете и ние ве поздравуваме сега. Господо македонци, да ви кажам нешто. Многу е тешко да се биде позиција на власт. Кога сме опозиција, знаеме да шегаме, да зборуваме, да обачуваме, да лажеме. Али кога ќе седнеме на столче, кога треба да работиме,
и даденото што треба да го одработиме, задачата која што ни е поставена, не знаеме да ја решаваме. Тоа е доказ за овие 32 години. И што сега се лутите на ДПМН? Па гласот му го дадовте, 58 пратеника има. За се свесни, што? 24 пратеника, 30 пратеника нека направи. Он си има диригентските палици. То су одговорност, тој што сака ќе си прави, тој е власт. Ние како граѓани, кој го дал гласот, кој не го дал, нема да се каја. Кој го дал, ако се каја, има кај да се моли и да колне. А сега нека го остава ДПМН, нека се ставите уште неколку пратени министерски места, така да му требат, како не, еве и дуј ќе се приклучи со нив. Тони 12, тој 12 ќе си ги поделат. Ти имаш да манипулират пари. Как пари ќе земаме 1 милиарда, 2 милиарди кредити, ќе си живееме и така ќе си живееме ние. Ние не ги забораваме грешките. Благодарам, подсетување, внимавајте на тајмерот. Повторно ве префрлам на Facebook, еве и од тука дел од коментарите. Сашо Петровски напишал: малце се за овој народ, бар 30-тина да имам. Захарија Кјорвезировска напишала: малко е, треба повеќе, барем 40. А Борджам напишал: многу се за Македонија, само лежачи да живеат на грбот на народот. Македонија е мала земја и нема потреба од толку клати, врата, земи, плата. Ама ќе видиме што ќе се случува понатаму. Инаку почеток лошо. А каде е народот и младите, пак ќе ни бегаат, а што е држава без младите? Кој ќе ги полни празните каси? Ние ли пензионерите што едве го прекаруваме месецот, една од моите деца веќе се иселија, а и другите две размислуваат за селидба од Македонија. Ако не се подобри животот, ќе останеме само старци, неспособни за ништо. Треба да се намалат буџетарите, а да се гледа за младите. Тие што останаат да ги задржиме. Дубравка Дубина пишала: малку се, ајде, можете вие и повеќе. Дали измените на законот се само прван за нови министерски места? Добар ден. Добар ден. Слушаме? Да, се слушаме. Добро. Па види, ќе кажам дека уште у старт најавија дека пола милиарда евра се полнел пензискиот фонд од буџетот. Се жалеа и од други работи, овие такозвани идна квази влада што ќе бидат. Нема да мислите дека тоа случајно е кажано. Еве се укина и субвенциите за струја. Значи више нема субвенции за струја. Сето тоа најавува како ќе се надопуњаваат парите за овие другиве министри што ќе бидат додадени. Ама тие министри повлекуваат и заменици министри, па тука имаш директори, па заменици директори, и тоа по хиерархија си иде, нели, управни одбори, па надзорни органи, па не знам што, уште тоа се треба да се плаќа. Сега таа пола милиарда, наместо да иде за пензиски фонд, ќе иде у џебовите нивни, у тие лепачи на плакати и веачи на знамиња, додека, еве, ја ви дам гаранција дека ќе се постигне по пензиите, бидете сигурни и по платите. Ќе се постигне на работниците, значи ќе се намалат. Само за да се ранат и појат овие готовани што ќе додат на овие места. Благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Ало. Повелете во Црвена линија, сте, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве замолувам. Добар ден. Повелете. Се јавувам во врска со ова, дали измените на законот се само параван. Не да се параван, не знам што да кажам. Ниеден од досега не стапил на власт, а да зема кредит. Колку што разбрав, 1 милиарда. Не знам од каде и за кој цели. Така да се голем параван за власта и за министерските места. Сега ќе кажам, пред 12 години Вучич дојде во Србија и што направи прво? Ги намали платите на министрите, ги намали министерства, ги намали платите во државната администрација.
и пензиите, ќе заборев и тоа. Ако сум пензионер. Меѓутоа, за 2 години, они од тоа што го има помали од просек што го има и од Македонија, они денеска се на врвот на бивша Југославија и околината. Друго, за патиштата. Они изградија 450 километри нови патишта, не знам колку мостови, а ние отворивме една дупка ондека во Тетово и отидоа да играат фудбал кај овојга у кабинетот. Дали е тоа во ред? Но ме вела дека ќе бидат реформски овие измени, ќе создадат функционалност и одговорност. Реформата не се почнува со взимање кредити. Прва влада што доаѓа на власт и рече дека ќе земеле кредит. Како може, мене не јасно, они уште не виделе на кој пари. И трето и последно, бидејќи немам време, кај тале сега да се јави и да го спомне СДС. Ја не викам дека СДС работеше. Благодарам многу, ве молам не ги коментирате гледачите, секој од вас има право да си каже свое мислење. Она што секако ќе напоменам тука некаде во средината, можеби повеќе од почетокот на црвена линија, не е допустливо да се употребуваат зборови кои што се навредливи, кои што развиваат, се разбира, омрза, алудираат на насилство и така натаму. Инаку секој од вас има право да си каже свое мислење и да си има свое видување. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме во црвена линија сте. Слушај, Тина. Јас лично јавно кажувам за сите гласав за ВМРО, за Мицковски. Меѓутоа, нека свати овој македонски народ, не парамицковски, не знам кој да дојди. Нас ни е скроен кожуво да не уништат и Европската унија и НАТО. НАТО можеше под уставно име да не признај без око да му трепни. Не лажете се, луѓе. Немојте да мислите Мицковски е светец, а веќе му стапна на врато и ќе ќути. Тешко нас треба да кажете. 2001 година нашиот печат македонски е затворен со рамковниот договор. А кажете ми сега овие измени на законот се само параван, кажете ми за нови министерски места? Параван. Не може никој ништо да направи поќе. Не може. Не може. Сите македонски партии да се здружат, нема да направат. Албанците се број 1, му честитам. Ние сме глупаците ВМРО и СДС, што мислеа 2001 година. Зошто не се здружија? Знаеа кого го имат за непријател. Што ќе бараме од Мицковски? Ништо. Парамицковци да дојдат ништо. Сепак ВМРО направи нешто, некое патче. Добро, благодарам многу за вашето вклучување во црвена линија и секако за вашите одговори. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија сте. Се слушаме ли? Да, одлично, повелете. Поздрав до емисијата. Поздрав и до вас секако. Вака, нормално тоа, чим се носи законот за реформа на, како се вика, државната управа, се зголемуваат овој бројот на министерствата од 16 на 20 плюс 3-4 министерства без ресор. Тоа е тоа. Туку како не им текна од тие три точки на дневниот ред во петокот да стават покрај тие што беа, да стават, да се намалат платите на пратеници, министерства, суди и така натаму, што ги зголемија за 78%. Нели тоа беше предизборно ветување? Што не направеа помалку министерства да се огледаат на нивните сродни партии во Европа, Италија, Словенија и така натаму. Од 16 да направат 12, 13, 14 министерства. Што не им текна да направат, да поднесат предлог закон за една изборна единица, наместо 6, една изборна единица. Нели тоа беше предизборно ветување? Ајде уште одма додека е железото додека е жешко се кола. Но и ве предлагачот овие измени ги најави како реформски. Реформски. Благодарам многу за вашите одговори. Повторно се префрламе на Facebook.
Еве, паралелно со дискусијата со вас да ги прочитаме и коментарите на оние кои што не следат. Блажо Стојков напишал, треба уште 24, па после ако малку, нека стават уште толку. Мијалчо Михајлов напишал, државата да тргне напред, владата треба да има барем 100 министри. Зио Бешовиќ напишал, многу сме економски силна држава, па има вишок пари, за толку министри, а народот едва и живее. Дејан Анче напишал, Мицко кажа да намали министри, ама он појачуе оне за Македонија. И па дали според вас измените на законот се само параван за нови министерски места? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Јас сум во програма. Да, повелете. Па, не чудат луѓето така, некој уште не роден. А вие сте господине Тале, па еве, како ви изгледаат овие измени на законот? Јас му верувам на Мицковски, на ВМРО, дека се секојаш добра партија за Македонија, тоа го покажале многу добри дела и од 98 до 2002 и од 2006 до 2017. Сега, да, јас сакам да имаме помалку министерски, нели, помалку министерства, но што е најважно? Тие луѓе како министри да работат. СДС дуј да има 5 министри, исто како да нема ниту еден. Пошто ништо не работеа, така? Што работеа ти од СДС и од дуј? Село гори, баба се Па чешла. еве вака сега новото парламентарно мнозинство на ВМРО ДПМН Евлени Знам со поддршка од пратеници од Европскиот фронт предводен од ДУИ собра 88 гласа за, а 22 против. Измените беа изгласани. И што е сега проблем? И што е сега проблем? Проблем, знаете, кој е проблем? Што кажа вчера некни Али Ахмети дека моментално 14 министерства ги води ДУИ. Само 2 води СДС, моментално, нели? Нели овие од ДУИ, нели од СДС станаа пратеници министрите, ги напуштија тие министерски позиции и сега Ахмети се фали дека моментално Македонија е водена со 14 министри од ДУИ, само 20 од СДС. И тие се Петар од ДУИ. Добро, благодарам многу за вклучувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Благодарам. Ќе покушам во кратко време што може да кажам. Вака. Прво, лажи, вере, лажи. Господине Мицковски, врати се назад на оно што таксаше, ќе ги намалиш министерствата. Господине Меджити, во твојата кампања викаше никако со ДУИ заедно не можеме да видиме. Господине Димитровски, ви постави услов, ако ДУИ биде во владата, јас излагам одма. Ако ме слушате, ако некој друг, вие не слушате, нека ви пренесат. И тогаш употребете го оно што го таксате за својата држава, за својот народ, за вашите деца. Сето оно што го таксавте, треба да го исполните. А господинот Мицковски, еднаш за секојаш нека свати, државава не е негова. Не можеме ние да ствараме мицковизам. Доста ни беше заевизам и груевизам. Значи, сега ќе земе милиарда, уште не дојде на власт. Дали однапред планира таа милиарда да ја преполови за себе, како неговиот претходник Пулен Груевски, што си иземаше средствата за него, дали и тој рачуна, значи, од сето она што ќе дојде во државата, значи, да си го земе за него, да направи уште некоја централа и да биде, значи, супер богаташ во државата. Па ако е мисли така, да си оди похитно. Благодарам многу и вам за одговорите. Продолжуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, одлично ве слушам. Мило ми е, намален телевизорот, но поздрав од Струга. Поздрав и до стружени кои што не следат. Така. Јас, како и секојаш, директно на темата, дали измените на законот се само параван за нови министри? Да. Одма да кажам да. Сега, моје мислење, Мицковски и ВМРО главна и ударна беше пред изборите да биде една изборна единица во Македонија. Да се намалят министерствата, да се намалят бројот на пратеници во законодавниот дом. И со тоа
тој доби многу во народот, во граѓаните, доверба дека тоа ќе го прави. А гледам сега, наместо да се намали министерство, јас Албанија бев на одмор, сега се вратив вчера, слушам уште едно министерство, 24 министерства. Па чекај бре, Германија нема толку, Франција нема 20 толку. министерства, 24 министри. Да. 3 без ресори, 1 прави министр. Замени министерства, заменици на министри, па советници и така, тоа се све трошкови. И сега да. Сега, јас мислам, рано е уште да даваме коментар дали ова влада ќе има понатака. Јас сум пензионер и сега ме интересира за пензионерите. Обеќа Мицкоски 5000 не процентуално, него линеарно зголемување. А сега зеде милиарда Поздрав сепак и до вас и до оние кои што не гледаат од струга и напомена внимавајте на тајмер од 90 секунди да видиме во новите 90 секунди какви одговори ќе слушаме. Добар ден. Здраво, Телма Мелма. Добар ден. Клучен одговор. Во цело се согласувам со Дали, поздрав до него, не се повторувам. Основно е клучот, украдените пари, не министерските места. Нормален суд, пресуди со конфискација. Значи потекло на имот. Тоа е клучот. Тоа е основата, тоа монструозни пари се украдени. Свесни се демагозите пред време. Ти се демагози пред не знам колку пати пред време. Новата влада е, значи, кај нас е парламентарна демократија, а влада е владата. Парламентот е втор за мене. Значи, премиерот е клучен. Полна доверба кон него и председателката е што подписите своји. Најдометините се на власт. Сега ќе почне владата, доправа ќе почне. Значи, демагози свестете се. Украдените пари се клуч. Кога се нормализира, кога ќе се нормализира, воспостави нормален суд, ќе се среди државата. И полека. А министерските места се вработувања. Ситни пари се тие. Спрема украдените пари. Свесни сте? Ситни пари платите. Кражбата, која и натаму се врши, патни трошоци, глупости, злоупотреби, картички, не се проблем, платите. Секој сака да работи. Кај нас досега, ова наша монструозна криминална 90 секунди подсетувам на времето кое што е одвоено за едно јавување, но и ќе ви се заблагодариме за вашето учество во издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Благодарам, поздрав и до вас. Ве слушам од почеток, се согласувам со сите. Ова е само народот да страда. Нема ништо добро за народот. Тоа е само законо параван за нови министерски места. Поздрав, се најубаво, кратко и јасно. Нема што да го должеме. Се гледам, Мицковски многу обеќаше, а ништо за народот нема да иде. Ни за пензионери, за ништо. Кај се, нели, 5000 за сите ќе беше, каде се пари? Нема, убаво објаснува, вика, нема фондо пари за пензионери. Што ги лаже пензионери? Ви се чини ли дека овие измени ќе бидат реформски, како што е најавено? Не, ово само со ДУИ шом, они се истото ќе биде како СДСМ и ДУИ и ВМРО и ДУИ. Се најубаво, кратко и јасно, народот мора да излезе, пензионерите да излеземе сите на штрајк. Мицковски шом и кого лаже? Мали 10 минути не лаже. Се најубаво, пријатно. Се најубаво и вам и секако големо благодарам за вашите одговори, ако куси, сепак доволно јасни. Продолжуваме. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Така, јас сум на линија, така? Да, повелете. Вака сеам. Сите овие што критикуваат уште Мицковски владата не почнале да работат, се северџани од СДС. Да не ги вреѓаме гледачите, преминете на вашите одговори. Така. И треба да знаат дека толку ја упропастија државата овие од СДС предавнициве, да мора да се направат нови кадровски решенија
Мора да се направат министерства нови за поефикасна работа. Тоа е суштината која што треба да ја разберат граѓаните. Овие претходниве шајкане за куца потрошија милиарди. Сите го знаеме тоа. Една работа нема, нека се каже што направиле. Ништо. Качиле само плати заради инфлација и ништо друго. Од друга страна направива тешки предавства. Дозволија Дуи да прави што сака со државата, колку сака да троши пари и така натак и така натак. Според вас, дали влада од 24 министри е малку, таман или многу? Не е малце, него најважното е што рекоа сите, закон за потекло на имот, да се почне од премиерот, поранешен председателот на државата, министрите. Такви големи предавства се прават за големи пари. Треба да све да им се конфискува, да се стават тие предавници во затвор и целиот имот да им се конфискува, да се врати на народот. Благодарам многу и вам за одговорите. Дојде времето за рекламите. Па сега да ги погледнеме и резултатите, односно како Инстаграмџи одговорија на денешната анкета. На прашањето дали влада од 24 министри е под А малку, одговорија 16%. Таман под Б одговорија 20%, а под В многу одговорија 64%. Ние секако нема да испуштиме премногу да ви се заблагодариме за тоа што ја создадовте оваа денешна црвена линија преку вашето учество, но и ќе ве поканам да останете со нас, каде што се разбира ќе продолжиме со добра забава, но и ќе биде исклучително берикетно, бидејќи во понеделник некој од вас во заврти на Телма може да се освои нова микропечка. Се гледаме.